Почитувани граѓани на Пробиштип, деновите на локалната власт во Пробиштип и нивниот градоначалник се избројани. Човекот кој ветуваше чист воздух, чиста вода и живот за сите, донесе само пустош и направи хаос со партиските вработувања во сите институции. Човекот кој во овие 4 години успеа на дело да ја покаже својата неспособност и незаинтересираност за решавање на проблемите на граѓаните, има едва и 20% реализација на изборната програма за која граѓаните му ја дадаа својата доверба. Оправдан е стравот кој го има Анастасов и неговите сопартици за средба со граѓаните, затоа што знаат дека ќе се соочат со гневот на народот, а народот е гневен затоа што беше излажен. Ги нема ветените улици и патишта, канализации и водоводи во селата. Ја нема ветената гасификација, го нема ниту економскиот развој. Не само што нема нови паркови и зелени површини, туку и старите се уништени. Едноставно ништо нема. Човекот ги помина овие 4 години работејќи само за личен интерес и за интересите на неколку фамилии. Почитувани со граѓани, општината Пробиштип изгуби многу во овие 4 години, но со голем труд ќе го надополниме изгубеното. Затоа, моја цел е да понудиме реални проекти за реални и вистински потреби на граѓаните. Ветувам локална самоуправа исклучено во служба на јавниот интерес, а не на интересите на групи, фамилии и поединци. Локална самоуправа без корупција и непотизам. Да бидеме во чекор со европскиот модел на водење на локалните заедници. Да бидеме општина сервис на граѓаните. Ветувам целосна отвореност и транспарентност на општината и сите локални институции. Ниту еден годишен буџет и програма за работа на општината нема да бидат донесени без активно учество на граѓаните и бизнис секторот. Конечно дојде времето да се преземе нешто конкретно и да го запреме трендот на исилувањето, особено на младите, бидејќи тие се нашата иднина. Од овде ја представувам и мојата прва идеја, а тоа е да почнеме со изградба на населба за млади, со целосна комунална инфраструктура, ослободена од неголемите давачки. Паралелно со тоа ќе обезбедиме и поддршка на младите за отпочнување со сопствен бизнис. Воедно ќе возможиме и субвенции за изградба на енергетско ефикасни фасади на постарите стамбени згради. Бидејќи многу добро знам како и колку влијае животната средина врз здравјето на граѓаните, ветувам конечно решавање на проблем со старото јаловиште, а Пробиштип и Злетово конечно ќе добијат прочистителни станици за отпадните води. Лесново и Пониква се наши туристички центри, на чиј развој ќе посветиме големо внимание. Нови спортски терени, нови зелени површини, нови детски катчиња за немладите ќе станат реалност, а не само букви на лист хартија. Ветувам дека граѓаните повеќе нема да бидат заборавени од надежните. Во периодот што следи, заедно со сите вас, ќе ја дефинираме целосно недобрата програма за развој на општина Пробиштип. Јас се обврзувам на максимално исполнување на предизборната програма на ВМРО-ДПМНЕ. Заеднички да ја вратиме светлоста на општината, а ние да бидеме горди граѓани на општина Пробиштип. Ви благодарам.